Антикорупцијската комисија отвора предмет за предизборните унапредување и именувања во армијата, што минатата недела ги потпиша председателот Ѓорѓе Иванов. Следејќи ги именувањата, сметаме дека има доволно материјал да се отвори постапка. Овој указ да се изврши веднаш. Ова го пишува во сите 6 укази на Иванов, но Министерката за одбрана нема да ја продолжи постапката за испраќање воен представник во НАТО и аташе во Франција, повикувајќи се на законски рестрикции во предизборен период. Владата и Министерството за одбрана целосно ќе ги почитуваат овие одредби и принципи. Кабинетот на Иванов има свое објаснување. Станува збор за редовна обврска која е во делокругот на непречено функционирање на државата. Иванов не гледа проблем во тоа што во НАТО го испраќа својот поранешен личен аѓутант Мирче Ѓорговски, но на 26 февруари со веќе распишани председателски избори, во службен весник се појавија 6 укази од председателот Ѓорѓе Иванов за унапредување и именување во армискиот врв. Началникот на генерал-штабот Васко Ѓурчиновски е унапреден во генерал-подполковник. Драган Ковачки е поставен за командант на првата механизирана пешадиска бригада. Бесник Емини е поставен за началник на штаб во Здружената оперативна команда. Бригадниот генерал Мирче Ѓорговски се поставува за постојан воен представник во НАТО, а полковник Марио Јуришич за воено аташе во Франција. Во Министерството за одбрана сметаат дека е неприфатливо овие именувања да се прават во предизборен период, особено како што велат на 2 месеца пред истекот на мандатот на председателот. Министерството за одбрана нема да ја продолжи во предизборниот период процедурата за упатување во странство на споменатите личности. Неслучајно Министерството го достави предлогот за упатување на одбранбено атаже во Франција на 30.11.2018 година, што значи доволно пред распишување на изборите. И во сите контакти со председателот на државата напоменуваше дека процедурата треба да заврши до 8 февруари 2019, што за жал не се испочитува. Од ресорот што го води Радмила Шеќеринска негираат дека сите укази се донесени на предлог на Министерството и Генералштабот, тврдење што и денеска го повтори од кабинетот на Иванов. На прашањето дали со тоа што за воен представник во НАТО се именува поранешен воен аѓутант на председателот се кршат практиките на добро владење, од кабинетот на Иванов одговараат не. Донесените укази се согласно член 18 од Законот за одбрана, со кој председателот на Република Македонија и врховен командант на армијата поставува старешини на формацијски места генерали и унапредува и разрешува генерали, точка 11, и поставува и отповикува воени представници на Републиката во странство, точка 12. На забелешката дека указите се донесени во предизбори и на само 2,5 месеца до завршувањето на неговиот мандат, од кабинетот на председателот одговараат. Постапката траеше неколку месеци и станува збор за редовна обврска, која е во делокругот на непречено функционирање на државата. Но така не мислат во антикорупцијската комисија, каде веќе се вклучил алармот за последните укази на Иванов. Следејќи ги именувањата, сметаме дека има доволно материјал да се отвори постапка за овој предмет. Тоа ќе го сториме на нашата наредна седница и ќе ги согледаме сите околности поради кои дошло до овие именувања. Инаку, во принцип, начелно можам да кажам дека именување од ваков тип не треба да има во време кога е започнат изборен процес, дотолку повеќе што се отвара ризик од потенцијално влијание, политичко влијание на гласачкото тело или како да кажам. Ќе утврдиме постапката, зошто дошло токму сега во овој период, во изборниот период, зошто тоа не се случило претходно, зашто тоа не се случило по изборите, зошто блиски лица на председателот сега во овој момент се именувани. Овој аспект на поставување поранишни блиски соработници е проблематичен и за Миша Поповиќ, истражувач во Институтот за демократија кој работи на прашања поврзани со антикорупција. Прво го поставува во период на предизбори кога дилема е дали смее да го постави. Второ го поставува во НАТО кој што, како што кажавте, значи Иванов во последниот, особено во последниот период на своето председателство, изгради некоја негативна ориентација кон НАТО, особено заради тоа што зборуваше дека под притисок е донесен Преспанскиот договор, кој што овозможи влез во НАТО. И сега тоа воено аташе кој што е поставено од страна на Иванов, исто така ја има и дополнителната тежина пред своите колеги во НАТО, дека представува еден председател кој што имал такви сериозни резерви.
Приказна за себе е тоа што указите објавени во службен весник на Република Северна Македонија се потпишани од председателот на Република Македонија. Кој го крши уставот? Иванов или службен весник?